Да се биде хроничар за општина Новаци, посебно за селските населби, поточно речено за полските села, како што и самите мештани од ова регија ги нарекуваат нивните родни места, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис кој умее на негов својствен начин да ги пренесе оние навидум ситници што не ги забележуваме и се насекаде околу нас или се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец успева да му ги доближи до читателот, до гледачот или слушателот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен набљудувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на општина Новаци е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-исторички, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Почитувани мои, додека така се размислува кое е така народски да се изразам полско село, распослано во атарот на општината Новаци, да го посетам ова 2025 господово лето за великденските празници, да направам нова документарна репортажа за историското и духовното битисување на тоа село, се со цел да остане во колективната меморија на македонскиот народ, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од тоа село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и етногеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени делумно, фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, кога на сам ден на православниот христијански празник Цветници, ова 2025 господово лето, ми задзвони мојот телефон, каде што слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоран новинарот кој вез ден шета во наши весела македонски насушни, ми треба. Овде, драги Карамфиловски од село Горно Агларци", ми рече. "Добро утро." Да. "Зоране, сакам нешто ем да ми те прашам, ем да ми те замолам." Може. Па секако се разбира." Да. "Дали може да дојдеш и во моево Горно Агларци, да направиш едно убаво слико, да остане за веки векова, да се присетат нашите внучиња и правнучиња, кога ќе подпорастат што било и како бил животот во наше време." "Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, јас да. Ама заедно ќе видим. Да, заедно ќе стигнеме јас. Така, да. Договорено. Да, договорено. Секако. Точно. Во ред. И навистина така и бидна. Во селото Горно Агларци, на првиот ден на Великден, заедно со моето возило, со стариот руски джип со камазот,
кој речиси 20 кусор години ми е верен сопатник, бевме дојдени во раните утрински сати, каде што на све целото ме пречека мојот домаќин, а воедно и водич низ неговото родно село, заедно со така народски да се изразам, поголемиот дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, Димче Ковиловски, камерманот Виктор Костевски и професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во светскиве размери, географ, етнолог и историограф. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душова што останавме достојни на зборот што си го дадовме, а воедно што ми те пречекавме со твои име, Бога ми, мои пријатели, што саде вес ден ги гледам на телевизорон во репортажите твои. Зоране, ете јас тебе и на твои име, а Бога ми, мои пријатели, ви стојам на располагање за се што ви треба. Како по стар адет и обичај, пред да ја чуеме приказната за многуте приказни, така да речем, за историското битисување на ова село, почнувајќи од минатите векови, па до ден денешен, по стар адет и обичај, ќе мора малку, така да речеме, и да се запознаеме со вашиот родослов. Како се викаше татко ти, мајка ти, дедо ти и баба ти, по таткова линија? Јас сум Драги Карнафиловски, жител од село Горно Агларци и роден и во село Агларци живеам. Јас потекнувам од една фамилија, татко ми Трајан, мајка ми Трена. Името, презимето Романовци не вика, сега сме прозиваме Карнафиловци, Романовци, богата фамилија. Како се викаше дедо ти и баба ти по мајкина линија? По мајкина линија, дедо ми и баба ме се вика Тале и Лоза. Тие беа потекло од Врањевци, оттаму беа потекло. А на татко ми мајка му се вика Лазор и Лоза. Тие тука живеа. Рече, колку браќа и сестри сте? Двајца браќа и една сестра. Така. Додека татко ти колку се браќа и сестри? Татко ми се 4 браќа, сестра нема. Така. А додека по мајка ти? По мајка ми се 4 браќа и 2 сестри. 2 сестри. Домаќинката твоја, како се вика и од кај ти е? Жената моја, многу е почитувам да ја поздравам, таа е родом од село Добрушево, му е внука, внука му е на господин, што многу го почитувам, што многу сакам, Стефан, му е внука од село Добрушево. На жената моја, баба му и на Стефан, мајка му се први браќеди. И жената ми е потекло Добрушево, живееме добар живот, многу се сложуваме, многу напреднавме, со работа се знае. Ова сега да ми кажеш, колку Господ челад ви даде? Јас и жената имаме 2 машки деца. Од домени? Од домени. Ово да ми кажеш. Ајде малку да ми кажеш приказна, така речено, за географската местоположба на селото Горно Агларци, а така да речеме, пошто сте исти села и со Долно Агларци. Колку е далеко од Битола, од општината Новаци, кои му се соседни села на ова село? Селото Агларци се наоѓа од Битола 15 км до центарот од селото мое. Агларци, општината Новаци се наоѓа 5 км. Ова да ми кажеш, кои му се соседни села на Агларци? Агларци има соседни села се Добромири, Далбеговци, тие паѓаат во општина Новаци, а другите соседни села се во општина Могил. Така. Од што се овдека луѓето порано живеа и што се ова плодно поле пелагониско раѓа овде? Селото мое, сега ќе кажам, 2001 година броеше 340 жители, имаше 180 крави
800 овци, за жал, сега имаме само 300 овци, друго ништо. Селото моје, селаните се бавеа со исклучиво сточарство и земјоделие. Ова сега да ми кажеш, ти кога беше на млади години, каде татко ти одеше на пазар да купи масло за јадење, шеќер, газија, сол? Моите родители одеа Битола. Одеа, тога имаше единство, одеа со коли, одеа Битола. Ние во 85-та година до 85-та година немаме селска продавница, кооперација. И проилезе на идеја и тоа со моите другари, спортисти и активисти, за рок од 3 месеци 4 продавницата од 80 квадрати самопослуга ја изградихме на јавно место и таа продавница 35 години ги му вршеше услуга на ова место население. Зоране, да те замолам ако може покрај многуте приказни што ќе ми ти ги раскажам за историсково битисување на моево родно село, во сликово што ќе го направиш за моево село, да и најдеш место и на приказната моја за историско духовното битисување на моево Горно Агларци, како за во времето на Тито, така и во времево наше насушно големо Агларско, ми рече Драги Карамфиловски. Може, како не може, одговорив. Почитувани мои, како воведен дел на ова документарна репортажа, предлагам да проследите дел од приказната што ми ја раскажа Драги Карамфиловски за историското и духовното битисување на селото Горно Агларци, како за во времето на Тито, така и во времево наше насушно големо Агларско, во продолжение на оваа репортажа. Живеачката во моево село за време на Тито беше повечко убаво, а бога ми негде годе и прилично неубаво. Но некако се живуркаше, арно ама штом се осамостоивме како држава, во селово наше влезе ѓаволот што се вели. Некако тргна се наопаку, се тргна на парастор, се вратија завидливоста, љубомората, расипништвото. Ѓаволот меѓу селаните дојде преку партиите. Тие не само што ги поделија луѓево, туку и успеа меѓусебно да ги испокараат, исто онака кога во време на распадот на Кралска Југославија, едни станаа Јотичевци, други Недичевци, трети Војчевци, четврти прото-црви, пети прото-бугари, кој од кого поголем следбеник, а додека овие се удираа силно в гради, нивните им мили браќа, не само што им ги испратија нивните синови ширум боиштата, туку до кај стигнаа се им собраа, раскажуваше Драги Карамфиловски. Почитувани мои, мојот пријател, а воедно водич низ селото Горно Агларци, Драги Карамфиловски, пред да продолжи со раскажувањето на неговата приказна за историското и духовното битисување на селото Горно Агларци, како за во времето на Тито, така и во времево насушно големо Агларско, ме замоли најсетне јас да му ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за историското битисување на неговото родно село, поточно речено за етнокултурните историските знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старо-македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешново наше современие, а воедно и на професорот Драгослав Миновски, кој се дел од парчево земја, кој со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од севкупната историја на Македонија. Неговиот предлог со задоволство го прифатив. Атарот на селото Горно Агларци како споменична целина има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење.
Како едно од најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување, се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци, кои потврдуваат дека ова село било населено од давнешни времиња. Иако во делот историографските записи се говори дека селото Горно Агларци е од поново време, сепак копајќи во историографските записи, кои датираат од многу стари времиња, дојдов до заклучок дека многобројните културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности, нивната зачуваност, разновидност, интегралност, посебност, единственост, репрезентативност, автентичност говорат дека селото повеќе од 6000 години зрачи како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, лимите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еордејците, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, а за тоа говори археолошкото наоѓалиште Тумба, која представува населба од римско време, која се наоѓа на околу 1 километар западно од селото, каде што се среќаваат фрагменти од керамички садови, парчиња од тули, покривни керамиди и питоси, археолошкото наоѓалиште Селиште, каде што се наоѓаат остатоци од мощна стара средновековна црква, која била изградена врз ранохристијанска базилика, врз чии темели е изградена денешната црква Свети Петар и Павле, каде и денеска се среќаваат гробови покриени со монолитни камени плочи, долги околу 2 метри, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот роден во селото Таор, а во историографските записи попознат како Јустинијан Прима, како дел од Свети Клементовата школа, како дел од мноштвата црковни повелби и житија, кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот цар царот Самоил и македонските владетели царот Иван Владислав и царот Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година, па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Во пишаните отомански дефтери Големо Агларци првпат се споменува под името Лаглар во отоманскиот пописен дефтер од 1467-68 година како дел на битовскиот вилајет во кое живееле 15 семејства сите рисјани. Селото Горно Агларци се споменува во пописниот дефтер од 1650 година под името Али Алар.
Под името Али Алар, селото Горно Агларци се споменува и во пописниот отомански дефтер од 1750 година. При крајот на отомачкото владение, селото било Чифлик Сабиско село, а Чифлик Сајби биле Имербек, Рушидбек и Зекман Ага. Во 1912 година Чифлигаската земја од претходно споменатите Чифлик Сајби си ја купиле мештаните од ова село. Дека селото Горно Агларци на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистичките податоци на Васил Крчо, кој ги водел во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Горно Агларци во 1900 година живееле 230 жители, од кои 180 рисјани и 50 мухамеданци, додека пак според етнографската карта на Битолскиот вилајет од 1901 година Горно Агларци се води како чисто македонско село во Битолската каза за Битолскиот Санџак со 18 куќи. Според податоците на Димитар Мишев, запишани во неговиот труд Македонија и незините популацијски движења, во 1905 година во селото живееле 240 жители. Според германската карта издадена во 1941 година, а заснована на пописот на Кралството Југославија од 1931 година, селото имало 250 жители. Втората половина на 19 век за селото Горно Агларци е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на битолскиот мудур на башибозукот предводен од Чајабек од селото Арматуш. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на црквата Свети Петар и Павле, изградена во 1878 година, која за време на Првата светска војна е до темел разрушена. Црквата Свети Петар и Павле реобновена е во 1923 година за време на југославенскиот кралот Александар Караѓорđević. Градбата на црквата има правоаголна основа со украсена полукружна апсида на источната страна. Главниот влез е сместен на западната страна, а над него има ниша со фреска на Христовото распнување, а над влезот на јужната страна се наоѓа фреска на апостолите Свети Петар и Павле. Црквата е изградена од камен и покриена со кров од герамиди. Во црковниот двор се наоѓаат селските гробишта. Храмот има голем затворен трен на запад. Изидан е од камен со украсни појаси од тули. Тулни украси има и над прозорците. На североисточната страна се наоѓа двокатна камбанарија изидана од камен, која има квадратна основа. Во незиниот горен дел има по една монофора на секоја страна. Покриена е со пирамидален кров од керамиди. Во православната традиција се користат поимите црква и манастир. Но многумина не знаат дека овие два вида на богослужби имаат различни улоги и значења. Црквите служат како места каде што верниците се собираат и вршат литургиски обреди, додека пак манастирите се центри на монашкиот живот и духовност. Ова разлика помеѓу црква и манастир не се огледа само во намената, туку и во архитектонскиот стил и специфичните ритуали што се изведуваат во секое од овие светилишта.
Со разбирање на основните разлики помеѓу црквата и манастирот, верниците и посетителите можат подобро да го ценат богатството на православното наследство и придонесот на овие свети места за заедница. Православните цркви се препознатливи по својата единствена архитектура, значајната улога во заедницата и богатата традиција на црковните ритуали. Овие аспекти ќе ги истражиме подетално со цел подобро да го разбереме значењето и функцијата на православната црква. Архитектурата на православната црква има длабоко символичен карактер. Препознатлива е по своите куполи кои го символизираат рајот и духовниот стремеж на верниците. Внатрешноста на црквата е украсена со иконостаси и фрески кои представуваат библиски сцени и светци. Овој богат визуелен јазик го поттикнува осветувањето на просторот и интимноста со вера. Црковните и манастирските обреди во рамките на православната традиција се богати со символи и длабоко вкоренети во Светото писмо. Централниот дел на православната литургија е Евхаристијата, која ја символизира заедницата на верниците со Христос. Покрај Евхаристијата значајни се и други обреди, како што се крштевањата, венчавките и воскресението, кои со своите ритуали и молитви овозможуваат зајакнување на верата и духовната врска со Бога. Православните манастири се познати по својата уникатност, сместени на места идеални за монашки живот во манастир и вистинска духовна пракса. Овие оази на мир обезбедуваат совршена средина за оние кои бараат духовност и посветеност. Монашкиот живот во манастирот е длабоко поврзан со молитвата, со постот, тишината и секојдневната работа. Сите овие елементи ги создаваат основите за духовната посветеност, својствена на монашкиот живот. Почитувањето на строгите правила на манастирот го регулира начинот на живот и помага да се задржи фокусот на верските цели на верската заедница на манастирот. Архитектурата на манастирот е функционално прилагодена на потребите на заедницата. Се состои од скромни челии, трпезарија, библиотека и често затворен двор, каде монасите можат да поминуваат време во медитација и работа. Манастирот има специфични обреди кои се разликуваат од вообичаените црковни. Овие обреди се поедноставни, но не помалку длабоки. Тие се изведуваат во склад со монашкиот животен ритам, нагласувајќи го стремежот кон лична духовност и посветеност кон Бога. Правилата што го придржуваат монашкиот живот во манастирот помагаат да се зачува редот и дисциплината помеѓу членовите на заедницата. Разликите меѓу православната црква и манастирот се во функцијата, во структурата и во секојдневните активности. Архитектонските карактеристики се приспособени на нивните специфични улоги. Црквите често се фокусираат на собирање на голем број луѓе, додека пак манастирите се градат со засолништа за размислување и молитва. Редовни литургиски богослужби за заедницата се одржуваат во црквите, додека обредите се вршат во манастирите според строг монашки распоред. Преку проучување на архитектурата, ритуалите и секојдневниот живот во овие верски институции, можете појасно да го видите богатството и сложеноста на православната традиција. Тоа придонесува за вреднување не само на религиозното наследство, туку и на културниот идентитет што ја обликува нашата заедница. Селото Горно Агларци уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште со работа почнало во 1878 година во црквата Свети Петар и Павле. Наставата од 1882 година па се до 1900 година се изведувала на старомакедонски црковен книжевен јазик и писмо. Од 1900 година па се до 1912 година наставата се изведувала
на грко-патријашински јазик, од 1912 година па се до 1914 година на српско-патријашински јазик, од 1914 година па се до 1918 година на екзархо-бугарски јазик, од 1918 година па се до 1941 година повторно на српски јазик, од 1941 година до 1944 година повторно на бугарски јазик, а во 1944 година во селскиот дом на културата се отвара првото основно училиште, каде што наставата се изведува за прв пат на македонски мајчин јазик. Во периодот на отоманската владавина со Македонија, во кое припаѓа и селото Горно Агларци, кај мештаните до ова село како дел од македонскиот народ се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор, кој влијал да се разбуди и разгори македонската национална свеска и населението, која со години била потискана во оваа регија, што придонесува населението од ова село активно да се вклучи во борбата за слобода и создавање на своја македонска држава како дел на македонскиот народ, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период, балканските и Првата светска војна. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите до ова село без размислување да се вклучат активно во новите прогресивни движења. Селото за време на Втората светска војна е дел од Народно-ослободителната војна. Во селото Горно Агларци во 1994 година се формира првиот Народно-ослободителен одбор, додека пак од 1945 година па се до 1950 година селото Горно Агларци е дел од околискиот Народно-ослободителен одбор со седиште во селото Новаци. Од 1950 година до 1952 година селото Горно Агларци е дел од општината Далбеговци, во чиј состав влегле селата Арматуш, Далбеговци, Дедебалци, Долно Агларци и Црничани. Во периодот од 1952 година па се до 1955 година селото било дел од тогашната општина Новаци, во која општина покрај селото Горно Агларци припаѓале и селата Балдовенци, Билјаник, Врановци, Гнеотино, Грумази, Добромири, Долно Агларци, Мегленци, Новаци, Новосело, Долно Орехово, Паралово, Рибарци, Суводол и Тепавци. Во периодот од 1955 година до 1965 година селото влегувало во рамките на тогашната општина Новаци. Во периодот од 1965 година до 1996 година селото било сместено во големата општина Битола, а од 1996 година Горно Агларци припаѓа на општината Новаци. Во селото има мир, има тишина, се слуша само звукот на природата, се слуша ветрето што дува, се слушаат петлите што пеат, се слуша жуборот на водата од селската река. Нема автомобили, нема звук од сирени, нема галами. Има свеж воздух. Подишењето на загаден воздух во урбаната средина, белите дробови конечно ќе го почувствуваат чистиот воздух. Нема прскање со хемикалии, нема издувни гасови, нема загадување, нема никотински честички, ниту чад и мирис од канализација. Вистински чиста средина. Во селото има убав сон. Нема ништо подобро од спиење во камена куќа, во дива сенка или во нишалка пред селската куќа. Нема насилни будења,
нема интензивно звонење на телефоните, ниту будилници, ниту поштари, ниту заборавени соседи. Никој не знае каде сте. И нема начин некој ненадејно да ви дојде, да ве разбуди и да ве вознемири. Во селото се јаде прекрасна, чиста и здрава храна. Нема таму брза храна. Нема пекари, пици, плескавици од непознато месо, туку само месо од своји јагниња, јариња, јунчиња, прасиња, пилиња и домашна бела супа, пиперки директно од градината и јаболка на дофат на раката. Селото на жените им дозволува да ја игнорираат модата. Ќе им кажат збогум на тешките шминки, на неудобните подпетици и на фризурата. Во селото доволно е само спортска облека и удобни патики. Селото е прекрасен и идеален дел или место за одмор на очите. Нема главоболки, нема хипертензија, нема очен притисок, нема стресови и аксиозност. Значи, селото го ублажува стресот. Уживањето во природата, во тишината, на чистиот воздух, во одморот, сето тоа го прават стресот целосно ништожен, односно стресот ќе исчезне како никогаш да не постоел. Мора да споменеме дека селото е постаро од градот. Луѓето таму често знаат некои работи многу подобро од оние во градот. Тоа е одлична можност да ги запознаете нашите традиции, обичаи, навики, а ако имате среќа да одите на село со вашите роднини, можеби ќе дознаете некоја интересна семејна тајна, ќе го запознаете вашето семејно стебло, ќе слушнете и некоја рурална легенда. Многу повозрасни жители на селото се вистинско богатство за нашата традиција. Знаат како било некогаш, што значеле одредени обичаи. Може би патувањето на село може да се претвори во мал водич низ минатото. Ретки се селата, да не речам нема село каде што нема река, нема поток и каде што нема извори со чиста питка вода. И секако, секое патување носи нови предизвици. Може би ќе се одлучите да живеете во село, иако сте повеќе градски човек. Се на се, патувањето во селото е нова авантура, забава и уживање. Затоа, ако се двоумите како да го поминете викендот, ако не сте сигурни што да правите со себе, ако ви е доста од се, ако сте уморни од се и сакате промена или едноставно сакате да се посветите на себе и на своето здравје, спакувајте ги потребните ситници и тргнете на пат кон селото. Почитувани мои, поголемиот дел од приказната која мојот домаќин воедној водич низ селото Горно Агларци, Драги Карамфиловски, ми ја раскажа за историското и духовното битисување на селото Горно Агларци, како за во времето на Тито, така и во време во наше насущно големо Агларско, како што тоа го нарекуваат мојот домаќин Драги Карамфиловски, ѓаволско, ќе ви пренесам во наредната репортажа.